Апелацијскиот суд ја врати на повторно одлучување во граѓанскиот суд постапката за забрана на штрајкот во МНАФ, инициран од синдикалците на оваа државна компанија за контрола на воздушниот сообраќај. Правните застапници на МНАФ велат дека независниот синдикат без легитимно право го иницирал штрајкот минатата година без задолжителна постапка за помирување и без барање за заштита на работниот однос. Адвокатот Горан Николовски изјави дека не може да се парализира критичната воздушна инфраструктура поради штрајк. Додава дека поднеле и кривична пријава за злоупотреба на службената положба од вработениот Тасевски, кој според него приоритет му се лични цели, повторно поднесувајќи жалба до граѓанскиот суд за штрајкот. Не станува збор за приватен живот, затоа што господинот во својство на председател на овластено службено лице дало изјава дека ќе користи службени платени денови за остварување на синдикални активности. Лицето заминало на приватен годишен одмор со својата партнерка. Јас не сум го видел. Меѓутоа, како што овде има многу новинари, токму од страна на новинар е забележан на Кипар, поднесена е пријавата, добиено известувањето и на база на тоа е постапено. Значи, МНАФ во конкретната ситуација мора да постапи и да ги заштити интересите за тоа што лицето пред све не само што е член и председател на синдикат, истото лице е вработено во МНАФ, користел службени платени денови. Значи направил материјална штета. Реагираше и председателот на синдикатот Александар Тасевски. Тој вели дека со мешањето во неговиот приватен живот, според него преку клевети, раководството на МНАФ врши притисоци за повлекување од предметот. Ако веќе навлегуваат у делот на мојата приватност, каде што очигледно што ме следат, мене ли почна да ме следат или едно беше председателот на ССМ што го следеа, сега мене, па нека се јават ке им кажам и кај сме, што сме, ке пиеме и кафе, нема проблеми, ама повторно нема да успеат да не растурат, ние ќе се тераме нашата борба и нема да подклекнеме да им дозволиме да тераат нешто што сака да го истерат надвор од професионалниот начин. Уставно загарантирано право не само на синдикат, него на секој еден поединец да има право на штрајк и дека сме си ги запазиле постапките и дека повторно мислам дека овој пат треба биде конечна пресуда од страна на апелација. Независниот синдикат на МНАФ бара почитување на договорот подпишан по најавата за штрајкот во 2023 година. Нивните барања се ангажирање на консултантска фирма која професионално ќе изврши функционална анализа за подобрување на работењето на компанијата, вработувањето стручен кадар, а не како што велат тие партиски кадар на конкурсите за кои бараат поништување, како и подобри услови за работа.